Почитувани медиуми, навистина ми е задоволство што денес сме дел од промоцијата на еден проект, ресурсен центар во рамки на административната зграда на општина Штип за повратници од западноевропските држави, но и за маргинализирани категории на наши сограѓани, преку кој што ресурсен центар ќе се даде една административна, социјална поддршка на оваа категорија на наши сограѓани. Морам да изразам мојата благодарност до UNDP, до Армен Григоријан како постојан представник кој се вложи во реализација на овој проект, кој има додадена вредност во нашиот град. Да се заблагодарам и на Универзитетот Гоце Делчев, кој исто така се вклучија со поддршка преку волонтерско учество на, еве да кажам, студенти кои беа вклучени во административните процедури на општина Штип, во давањето на услуги, но и во периодот кој што следи ќе го практикуваат истото. Така да верувам дека ова ќе помогне на една категорија на наши сограѓани на која што им е најпотребно една ваква социјална и административна помош и поддршка за полесна интеграција во нашето општество и во нашиот систем. Навистина, преку реализацијата на овој проект, верувам дека ќе овозможиме поинклузивен и подостапен пристап за сите наши сограѓани кои се дел од нашето секојдневие. Okay. Well, I'm here today to celebrate with the mayor and with the university yet another successful partnership that UNDP has developed with the city of Штип. Денеска сум дојден овде да го прославиме уште едното успешно партнерство кое што беше развиено меѓу градоначалникот, односно општината Штип и Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Creation of the resource center and development of the documentation that was under the resource center is yet another step towards improving the quality of life of citizens of the municipality of Штип. Формирањето на ресурсниот центар и изработката на техничката документација за него е уште една активност со која што им се помага на луѓето во општина Штип. We have similar experience in other municipalities, which was very successful, and I have full confidence that our initiative that we are starting here will also be very successful. Имавме слични иницијативи во други општини кои што се покажаа како многу успешни и навистина сум полн со надеж дека и активноста овде ќе биде многу успешна. I would like to thank the mayor, the municipality and the university for their collaboration, for their support in achieving these results. Би сакал да му се заблагодарам на градоначалникот и општината, како и на универзитетот за нивната соработка во постигнувањето на овие резултати. And also I would like to thank outside of this particular initiative, the municipality and the university for long-standing partnership with UNDP, because we have number of successful initiatives in Штип, with the university on air pollution, with the municipality on firefighting, and this one is just yet another example of our successful cooperation. Но во оваа конкретна активност би сакал исто така да се заблагодарам на општината и на Универзитетот во Штип за долгогодишната соработка што ја развиваме веќе долго време околу активности, да речеме, за аерозагадувањето или противпожарната заштита. Значи, ние сме благодарни за долгорочната соработка што ја имаме со нив. Ви благодарам. Може едно прашање? May I ask a question? Каква помош ќе добијат во ресурсниот центар? What kind of assistance is going to be provided in the resource center? Well, the resource center is a model that is designed also with our support by the Ministry of Local Self-Government and is applicable to all municipalities in North Macedonia. And each municipality is designing it in slightly their own way, depending on what are the needs in this specific municipality. Ресурсниот центар е изработен и дизајниран со наша поддршка и секако со Министерството за локална самоуправа и во други градови на земјата, каде што слично на ова се нуди ваква поддршка и помош. One of the ways that this municipality
is planning to use the resource center is to have technical documentation developed for specific initiatives, because in our work, in our cooperation, we face sometimes situation when there is a need, for example, for infrastructure development, but the quality technical documentation is missing. Еден од начините на кои што општината ќе го користи овој ресурсен центар е при изработка на техничка документација, затоа што сме забележале дека во проекти досега недостига квалитетна техничка документација околу проекти што се однесуваат на инфраструктурни зафати и други активности. Па, еден од начините за користење на ресурсниот центар е токму овој. The ultimate idea of the resource center, after several years when it is already well established and functional, is to become a one-stop shop for citizens to serve their needs in this municipality. Крајната идеја на овој ресурсен центар е по долгогодишно користење, по неколку години, да стане едношалтерски центар во кој што ќе може граѓаните да ги задоволуваат своите потреби околу овие активности. Благодарам. Добар ден и од мене. Навистина, како Универзитет Гоце Делчев сме среќни што сме дел од проектот кој што се реализира во соработка помеѓу општината Штип и UNDP. Универзитетот Гоце Делчев беше вклучен преку 9 студенти кои што од неколку факултети кои што беа дел од волонтерската програма во рамки на проектот, има можност преку практично учење во општината, во различни сегменти и сектори во општината да придонесат кон заедницата, кон општеството, со што универзитетот уште еднаш ја покажува својата проактивна улога и го потврдува практично стратешкото партнерство со општината Штип во делот на локалниот економски развој. Универзитетот Гоце Делчев навистина посветува многу внимание во делот не само на градење на теоретски академски знаења за своите студенти, туку и креирање на можности преку вакви конкретни проекти, студентите да можат да стекнат практично знаење, практично искуство, компетенции, работејќи директно во различни институции, во компании, во општествени и невладини организации, на тој начин практично да се стекнат со знаења кои понатаму ќе може да ги практицираат во развојот на својата професионална кариера. Меѓутоа уште повеќе сме задоволни од тоа што нашите студенти во рамки на проектот беа вклучени, имаа можност да придонесат во поширокиот општествен економски развој на градот Штип и на регионот во рамки на Источна Македонија. Благодарам, само имаме едно прашање за градоначалникот, ако можем. Господине градоначалниче, значи ли се ово дека се повеќе повратници би се вратили во нашата земја и дали овие простори би биле во рамките на општинската зграда тука или некои други места? Просториите ќе бидат во рамки на општинската зграда. Секако дека ова е само еден чекор во унапредување на состојбата која е неопходна за нашите сограѓани да имаат соодветна услуга од нас како административен сервис, така да сите овие проекти кои се реализираат се за добробит на граѓаните и очекувам сите оние граѓани кои ќе имаат било каква поддршка административна, социјална, потреба од обуки, да го искористат овој ресурсен центар.